Скопскиот аеродром има нов гостин, терапевтско куче кое ќе ги смирува патниците пред да се качат во авион. Станува збор за Дино, куче од расата Златен ретривер, кој секој патник го пречекува со широка насмевка и го испраќа со позитивна енергија во изобилие. Патувањата често знаат да бидат стресни, а раководството на меѓународниот аеродром Скопје секогаш се труди да им овозможи на своите корисници релаксирана атмосфера и одлично искуство. Па токму затоа Дино беше најдобрата идеја која што ја реализираа, со гордост истакна генералниот директор на ТАФ Неџат Курт. За прв пат дојдовме до идеја што друго можеме да направиме за да го подобриме искуството на патниците. Да го направиме малку помирно, малку полесно. Па дојдовме до идеја за наоѓање на кучето. Во нашиот случај Дино, кое ќе обезбеди некакви свежи вибрации и позитивна атмосфера за патниците кои патуваат преку нашиот аеродром. Има многу аеродроми во светски рамки кои ја обезбедуваат оваа услуга. Можеби ние не сме први во светот, но сме први меѓу 15 аеродроми со кои што групацијата ТАФ аеродроми управува во 8 земји. Кога гледате на аеродромот како комплексен систем низ кој што поминува патникот, со сите процедури кои ги имаме, затоа што имаме повеќе процеси додека патникот стигне до авионот каде што конечно е смирен, овде на излезите, ние го овозможивме Дино, Зен кучето, да биде присутно со патниците откако ќе ги завршат сите контроли. Откако ќе го завршат пријавувањето, откако ќе ја поминат пасошката контрола, откако ќе ја поминат безбедносната проверка, конечно кога патникот ги остава зад себе сите аеродромски процедури и овде има можност да испие пијалок, да посети продавници, да одмара или да ужива во дружењето со кучето Дино, кое секогаш дава позитивен амбиент. Важно е да се знае дека Дино ќе им ја пружи целата негова љубов и внимание само на патниците кои сами му приоѓаат и сакаат да остварат комуникација со него. Веднаш до овој насмеан шепаст пријател ќе ја забележите и неговата дресерка Весна Кисковска, која ќе се погрижи да имате квалитетна дружба со Дино. Какви карактерни особини треба да поседува куче, како што е Дино, за да може да извршувате ваква должност на некој начин? Првенствено, за да биде куче кое што ќе шири среќа и пријатност, нормално треба на изглед да биде пријателски, со пријателско лице, ведро, насмеано лице, пријатно и примамливо за сите да дојдат да направат некој контакт со него. И второ, исто многу битна карактеристика што мора да има е неговиот карактер. Значи мора да биде смирен, сталожен, пријателски настроен према сите, расположен за игра. Дино, како Златен ретривер, ги има сите карактеристики на оваа раса и е безпрекорно лојален и пријателски настроен кон сите луѓе, не било да се познати или непознати. Ние откривте расата на Дино, станува збор за Златен ретривер и неговите особини и карактеристики се совпаѓаат со се она што треба за да биде на вакво јавно место, меѓутоа пак и покрај тоа дали е потребно да помине одредена дресура за да дојде до овој момент кога одика и луѓето кои што сакаат да го поголат и да поиграат со него и ги слуша вашите команди. Точно така. Значи првично кучето мора да има предиспозиции и карактеристики како раса, а понатаму следува периодот на дресура. Сега дресурата за вакво куче се состои од повеќе фази, не е класично само за ова и кратко да трае, значи започнува уште од најмала возраст, кога на кучето од 3 до 6 месеци му се прави, му се покажува што му е дозволено, што не му е дозволено и така и учи кучето дека треба да ги задоволи барањата и потребите на човекот со кој што живее. Потоа од 6 до 12 месеци старост треба да помине основна дисциплинска дресура, таа е дресура на послушност, каде што учи да оди сталожено на поводник, да не реагира на други луѓе, животни кои што поминуваат покрај него, команда дојди, команда не, и сето тоа научува дека треба да направи тоа што се бара од него. И како крајна фаза е социализацијата. Овдека кај Дино најголем удел во неговата социализација има неговата собственичка маја, која што безпрекорно се грижи за ова суштество. Значи Дино треба да научи, секој куче треба да научи како да реагира со различни луѓе, познати и непознати, од бебиња до најстара возраст и секако како да реагира во одредени ситуации со други животни.
Предпоставувам дека сето тоа веќе си го поседува, го напоменавте и дека е многу важно за можеби оние патници кои што не сакаат да имаат толку многу контакт со миленици, особено со кучиња, меѓутоа од оние другите кои што сигурно сум реагираат исто како и ние кога дојдовме како екипа со широка насмевка, едино веднаш не пречека, дали има позитивни реакции од патниците тука на... Да, зачудувачки многу позитивно. Реагираат сите кои што се големи љубители на кучиња. Уште во моментот кога ќе го видат на лицето, одма им се променува некоја насмевка, некоја радост и мислам дека и они точно ги препознава луѓето кои што сакаат да направат контакт со него, уште пред да го повикаат, он сам тргнува на кај нив. Кај Дино има една многу добра особина. Дино за све што сака да направи, бара дозвола од неговиот водач. Тоа е неговата доблест. И секогаш, кога пред да тргне кај некого, ќе погледне, како да сака да праша дали може да одам, и слободно оди. И тоа е добро заради тоа што има луѓе кои што, например, нели се плашат и не сакаат да направат контакт. За сите љубители на миленици, меѓународниот аеродром Скопје сега е вистинска оаза на мирот, затоа што во одредени денови од месецот, Дино ќе биде таму за да им посака добри дојде и мирен лет.